Специјална рубрика во ова наше специјално дружење со еден специјален гостин, ваш умилен, мој многу добар пријател, гостин од Франција, но сепак со македонски корени. Јас слободно би кажал еден од нашите најголеми рап звезди, еден од подобрите, добри, познати европски диџеи, Стар Бој, добре дојде во нашето дружење во емисијата Давита прва. Добро те најдов, фала ти за оваа покана, баш ми е мило што сум денеска тука. И убаво се осеќам. Како дома. Да, како дома, баш. Опуштено е тен. Види, не можеме тебе да го збориме во секој момент, затоа што живееш во Париз. Така да, чест ми што си дел од ова наше дружење. Да, искрено мене ми е чест. Не дека не можете да ме договорите, јас сум онака многу нормален, знаеш, humble човек. Не се правам дека сум некоја голема звезда многу, па знаеш да сум недостапен за луѓето, него затоа што многу работам, па сум превише заузет, окупиран со работа, исто со фамилија, 2 деца имам, така да многу е напорно, знаеш, да ги хендлаш сите тие работи, да ги споиш, знаеш, и до сега добро ми иде, онака се снаоѓам, знаеш, наоѓам време да биде онака на вага, да имам време доволно и за фамилија, и за работа, и да го буткам, знаеш, целиот тој проект во музика што го работам напред да оди. Те разбирам, но кога ја спомнав нели Франција и самиот град Париз, јас сум убеден дека нашите гледачи едва чекаат да слушнат некои повеќе информации за Париз. Мораме да кажеме дека таму работиш како диџеј, пушташ музика на големи светски звезди, пушташ сега музика, односно настапуваш на еден голем рап фестивал во Германија. Како стигнуваш до тие сите прилики да бидеш рамо до рама со сите тие големи звезди? Да, па, знаеш како, напорно работам последниве 8 години и имав многу препреки, пречки и тешки ситуации, ама ете, ја мислам дека универзумот ми ги отвара вратите за тоа што сум толку фокусиран и сконцентриран и толку го посакувам тоа што го работам. И не знам, така ми се споја некако коцките во последни моменти, последните неколку месеци се запознавам само со некои интересни луѓе што ете ми пружаат шанси и прилики, гледаат некој квалитет во мојата работа и некој талент и некој посебен стил мој што си го фурам, знаеш, онако уникатен и ми се десија некои соработки у Германија со еден рапер и ете тој ме покани, бев гостин у Фрајбург на првиот фестивал за канабис. Имаше многу големи германски артисти на фестивалот, баш супер поминавме, не пречека, значи како дома, онака организаторите беа нон-стоп тука околу нас, во бекстејдж, да не ви треба нешто, значи 100 пати не праша. Баш онака се осеќавме многу убаво дочекани. Привилегирани како вистински звезди. Спомна канабис, тоа е една контроверзна тема барем за македонското УВА. Кој е твојот став на таа тема? Дали мислиш дека канабисот би требало да се легализира во Македонија со оглед на тоа дека секој трет човек во Македонија нелегално конзумира канабис? Да, апсолутно, да, дека треба да се декриминализира, затоа што моје лично мислење дека канабисот е лек и ете, многу луѓе мораат да се кријат за да се лекуваат под наводници на некој начин, затоа што е криминал за жал да одгледуваш канабис, дали да во форма на улје или во форма на да го пушиш или не знам како, али за мене канабисот е билка што Бог ни ја дал на земјата, да расте од земја и не може да биде, знаеш, нормално како и се друго, ако го конзумираш во прекумерни количини, може да ти наштети, да. Како и алкохол, како и многу други работи што се легални, али мислам дека треба, да, апсолутно треба да се легализира. Ке со слободно ти го поставам следно прашање, дали конзумираш канабис? Па порано имам конзумирано и сега кога бев на фестивалот нормално да, затоа што бев на фестивал за канабис, мислам не би било кул да не конзумирам. Другариве што ми беа таму, пријателите, колегите, ни дадоа поише врсти различни и нормално дегустиравме, си поминавме убаво, јадевме добар квалитет на храна, запознавме исто интересни луѓе, бизнисмени од, не знам, луѓе имаше од Америка, од Германија, од Франција, кои што беа дојдени на фестивалот да презентираат своји врсти на канабис, на семки, на пиво, на многу како саем, поише беше како саем, него како фестивал, знаеш. Значи канабисот е многу прифатен во Европа.
Па за сега у Германија е легализиран, у Франција се уште не, али во француското општество е онака, како да кажам, слободно е. Знаеш, луѓето си конзумираат и надвор и во парк и секој може да, знаеш, да го конзумира. Не е дозволено, али на пример ако се деси полицајци да те фатат или не знам што, знаат да бидат толерантни и да не се онака, знаеш, негативно настроени, знаеш, за не знам, за одредена количина, грам 2, 3, 5 да те носат у затвор или, знаеш, мислам, абсурдно е за тоа да збориме. Дискутабилна тема во секој случај, ќе зборуваме понатаму некогаш за оваа тема. Сега сакам се држиме за музиката, но морам да ти го поставам ова прашање. Народски скопски кажано, дали беше напушен од канабисот? Да, нормално дека си напушен. Нормално тоа се сканкови хибридни од поготово повеќето од нив беа од америчко тржиште. Значи тоа се многу високо квалитетни стебла на канабис од различни сорти, али мислам убав е филингот, знаеш. Ке ми извиниш, јас морам, затоа што јас во животот немам проба на такво нешто, јас морам да им кажам на сите гледачи, секој си има право, како што кажа, дефинитивно дискутабилна, но сепак контроверзна тема за македонското уво. Оставаме се на нашите власти, тој да одлучат дали ќе биде тоа легализирано во Македонија. Јас, затоа што не прати млада публика, јас морам да кажам дека според мене од тие работи треба да се откачите, затоа што треба да си го почитуваме законот. Зборувавме за Франција, зборувавме за Германија, ајде се држиме за Париз, односно за целата европска сцена. Може ли ми направиш разлика, еве според тебе, која е подобра, француската сцена или македонската? Ова е многу лесно прашање. Да? Јас сум лесен човек. Јас сум дел од македонската сцена, али знаеш, ние немаме тука доволно соработки, немаме доволно луѓе што ја буткаат сцената да оди напред. Не зборувам од аспект на артисти, фалат многу менаџери, промотери, све што е опфатено од музички аспект за да оди тоа напред, знаеш. Не може сите да бидат пеачи, мора некој да биде и менаџер, пошто менаџерот е многу битен дел од музичката кариера на еден артист. Значи, ете, јас до сега све сам се буткам, сам си наоѓам и настапи и све, али више сум стигнат у момент кај што ми осеќам дека ми преголем товар, дека морам да имам некој што ќе се замара едноставно со мене, што ќе се јавува, што ќе одговара на повици и така натаму, затоа што не е лесно да знаеш, да сам и да работиш, и да снимаш, и да организираш, и менаџмент, и ова и она, све тоа знаеш, те изморува, те преоптоварува и јас како артист многу пати сум се почувствувал дека губам креативност на некој начин, затоа што во Македонија? Затоа што сум исцрпен, па не само во Македонија, и у Франција исто. Добро. Имаш настапувано многу пати во Македонија, тука е направи твојата кариера, албуми на македонски јазик и така натака. Каде е грешката во македонската музика? Па мислам дека не се ценат доволно нашите артисти. Не да мислам, него тоа со сигурност го тврдам, затоа што знаеш како, не може да викаш дека си звезда да идеш да настапуваш за 200 евра. Мислам, тоа е абсурдно, знаеш, да отидам да настапам за 200 евра, ами извинете, на очарија ми коштаат дупло поише или тродупло и да дојдам сега да настапам. Колку ти коштаат овие се прада? Не е битно, брат, некој 600-700 евра коштаат, али не ми беше тоа поента да знаеш да кажам сега дека ми се скапи на очарија, него дека треба артистите да се ценат себе си и ако се цениш самиот себе, ќе те ценат и другите. Знаеш, не мора да идеш сега, ако не си доволно почитан или ценет, чекај го моментот, ќе дојде твојот момент кога треба да отидеш. Добро, тие го чекаат, да речеме хипотетички да го чекаат својот момент, но еве немаат работа, нема да имаат пари тогаш, како ќе се прехранат ако го чекаат вистинскиот момент за да успеат, за да заработуваат повеќе пари и да бидат поценети. Дали ме Па, нека идат да работат, брат. Нека идат да работат било што, знаеш, од работа нема срам. Јас исто работам, ако се бавам со музика, примерна работа ми е, сега почнав да работам у Музеот на уметноста у Париз, Музеј де Орсе, значи таму работам од 9 до 5, убаво ми е, чест ми е затоа што сум таму околу луѓе што пред се идат, музеот идат да го посетат интелектуалци, луѓе што сакаат уметност и јас за себе си сматрам дека сум исто интелектуалец и чест ми е да бидам таму во тоа обкружување, затоа што секој ден ми поминува во добра енергија, во добро расположение, смеа, зафрканција и така натаму. Нема никаков стрес, нити било каква
негативно обкружување. Апсолутно те разбирам. Кога зборувавме нели за македонската естрада, дали мислиш дека постои завист кај нас? Да, тоа е нормално, зависта сегде постои и у Франција исто постои завист. Ја и у Франција, у Париз сум се почувствувал некој пат, ги гледам луѓето дека ми завидуваат на некој начин. Зошто? Затоа што сум дојден од некаде, дојден сум тука и кога те гледа некој дека ти успеваш и ти оди добро, се поставува на твоја позиција. Како он, јас сум од тука, например, французин сум, а он е од Македонија, него 10 пати боле му иде него на мене. Му е криво зошто некој кој е дојден од друга држава да успее. Да, нормално, апсолутно. Мислам французите се исто националисти, брате, знаеш како те гледаат, ти си дојден од друга држава и сега демек ти него му знаат и да дискриминираат. Ти него му го зимаш као демек работното место или му го зимаш местото во општеството, а тоа не е така, затоа што Париз е огромен град, имаш место за сите. Имаш луѓе од цел свет, буквално милионски град со огромни шанси во секој аспект, значи во секоја професија, така да, али ми се има случајно, И онака, научен сум, знаеш, да се справам со тие ситуации, најубаво да не влегуваш во, знаеш, во никаква расправа или едноставно не му даваш значење на тоа, знаеш, тој што те почитува, што те цени. Ја увек сум им кажал, не ме гледај што правам јас и како сум стигнал до тука, него гледај што правиш ти. Пошто јас си го знам најдобро мојот пат и колку сум имал тежок пат за да стигнам до тука. Да, можеби сега ми е окей, фала на Бога, све е супер, али јас знам у овие 10 години позади мене што све сум работел и како сум достигнал до овоа ниво. Така, апсолутно. И тоа навистина заслужува голема чест спрема тебе и голем аплауз, еве јас бих аплодирал. Навистина си мотив и пример за многу млади луѓе. Знаеш што? Си соочил ли со неправди? Во Македонија, конкретно. Да, нормално. Какви? Кои? Па, неправди се, не знам како да ти одолувам моментот, брат. Нормално е и тука кај нас има. Да си се почувствувал дискриминиран во својата земја, да се почувствувал како никој да не го почитува твојот талент, како некој да, си извинувам на својот израз, да гази преку лешеви за да успее. Да, тоа дефинитивно па ги има и те понижува. Па ги има, брат, еден куп, не знам, телевизии, новинари, репортери што буквално никогаш не објавиле ништо, нити дале поддршка на некој начин на тоа што го правам јас. Знам дека знаат и дека гледаат и дека све гледаат што правам и секој чекор ми го пратат, али никогаш не дале кредибилитет на тоа. Зошто е тоа така? Зошто не се поддржуваат македонски уметници? Зошто? Од мој аспект гледано, затоа што тие што ја водат, не знам, карикирам, телевизија, емисија, било што, затоа што не се доволно професионалци, не се доволно едуцирани или не се доволно заинтересирани или пак објавуваат само тоа нив што ги занима. Знаеш, окей да ги објавиш цицките на Карлеуша, да ги има на порталот, ама објави нешто културно што се има случајно, од аспект да ги едуцираш младите тие што те следат. Пошто више сме навикнати толку живееме у некој свет на Инстаграм кој ќе отворам, само цицки и гъзови искачаат, ништо друго не искача. Значи, окей, знаеме, окей да гледаш и цицки и гъзови и све, ама објави нешто културно од аспект да ги едуцираш младиве, не знам, правиме музика што е поразлична, некоја културна музика, зошто луѓето да не ја слушнат таа музика. Јас во Франција живеам и пеам на македонски и сакам мојот живот, моето искуство да го пренесам на луѓето што живеат у Македонија, за на некој начин да ги мотивирам да си го пронеде својот пат, да бидат најдобрата верзија од самите себе. Мене ми е тоа мисијата, знаеш, ја го правам тоа што го сакам, да, али со мојата музика сакам да ги едуцирам луѓето што ме слушаат, да хаслаат, да работат, да се трудат, да не застануваат, затоа што све е можно да ти се оствари ако доволно си упорен, сконцентриран и фокусиран. И само не се откажувате, тоа ќе ви кажам на сите, значи да газите со сите сили напред, преку сите препреки. Така е. Кога ги спомна градите на Јелена Карлеуша, морам да те подсетам на една сторија која го напиша не одамна за една, да речеме, телевизија, се вика Хайп. Ти напиша дека
зошто твоите сториња, односно твоите песни, тие не ги објавуваат на нивниот портал и на нивниот, нели да кажем, YouTube канал, а ги објавуваат голите гради на Јелена Карлевиша и ги тагна храбро Хајп телевизија. Што се случило со Хајп телевизија? Па не знам, ми гледаат сториња, ми пратат све, а никад ми немаат споделено. И ми имам пратено уште од ноември, кога го промовиравме албумот. Ги поканив дури на промоција да дојдат, не дојдоа, не вратија на порака, не одговорија ништо. Едноставно како слепи и глуви, знаеш, се прават на тоа, на моите позиви, на моите повици. Океј, не знам од кој разлог е тоа, али ако не сакаат, знаеш, мене тоа ништо не именува. Океј, ќе ми биде мило ако сакаат, ако не сакаат, мојата кариера продолжува напред, не зависи мојата кариера од Хајп ТВ или од не знам од било која телевизија или новинар. Апсолутно си во право. Сега, дали мислиш дека Јелена Карлевиша, низините гради или било кој друг српски уметник прави голем рейтинг кај македонските медиуми и затоа повеќе пишуваат и прават прилози за нив, отколку, например, нашите македонци? Па дефинитивно, сигурно, затоа што Хајп телевизија е од Србија, знаеме сите од кај доаѓа, можеби, не знам, не име у прилог да рекламираат македонски артисти, али македонската публика треба да знае за нашите, за македонските артисти и за нашите пејачи. Од тука океј да објавите и од Србија и од, не знам, од било која држава, али дајте приоритет на домашните про, ако сте више у Македонија. Дали тебе двабона ти направија зла? Па зло, не можам да го декларирам као зло, испадна не фер и не кул. Знаеш, од аспект на музичари, сме артисти, сме уметници, испадна не фер и не кул, али мене не ми застана кариерата заради тоа што они ми сакале да ме успорат. Што ти направија конкретно? Па имавме договор, требаше албумот да го извадам цел кај нив на канал и све беше окей. Почнавме со првата, втората, третата песна и кога дојде ред да се вади материјалот што немаше видеозаписи, тоаш ми почнаа мовети као да ме па не сме ние сами у ова, па не знам ова, па не знам она. И ја видов колку е саатот и земав сам си го објавив албумот на дигитални платформи, на YouTube, не на друго, али не беше коректно, знаеш како правиш со некоја соработка и на пола, не знам, на пола доставен материјал, ти му викаше па не може сега вака, знаеш како? Мислам, музиката е бизнис, не може сега ја тебе да ти нарачам камион со банани и ти да ми го донесеш цел и да ти речам пола врати го, а си го носел цел од Јужна Африка. Не знам каде, небитно. Го давав чисто како пример. Така да, се деси што се деси, ама мислам не им... Платили ти однапред? Не сум платил ништо, мислам би било абсурдно да платам, знаеш, јас кога се појавив направив спотови како што немаше у Македонија и до ден денеска нема такви спотови, пошто јас со мојата музика инвестирам сериозни пари, секој може да отвори на YouTube, да ги погледне моите спотови и да спореди дека, не да спореди, јас со никого не се споредам, јас го правам тоа на мој начин. Значи имам сериозни луѓе што ме поддржуваат, спонзори што сам си ги наоѓам, не што ги финансираат моите спотови, него соработници за да ги изрекламираме за било што, за било каква услуга. Али се многу сериозни проекти за тоа што носиме некоја нова визија и нова енергија што тука не постои кај нас. Али со ваков голем музички визионер, јас сум сигурен дека ќе се подобрат стациите во нашата, нели, музичка сцена, а како и што ќе бидат подобри стациите, се надевам и во нашата држава. Пред да слушаме твоја песна, јас би сакал малку да изиграме една игра. Ајде. Дали ќе ми дозволиш, знам дека студентот твои често играш игри. Да, па морам цело време и играм игри, и цртаме, и ностоп креативноста гледам да ја извлечам од нив да бидат креативни, затоа што така на тој начин им се развива интелигенцијата и апсолутно и се друго. Посветен добар татко, музички визионер, еден од најдобрите рапери, диџеј со голема светска популарност, еден од најпопуларните ментално во Европа. Јас би кажал еден честен и прекрасен човек, Старбој, сега ќе одлучи која јавна личност од следниве му е подобра. Да видам само дали да. Се работи за игра која што се вика или. Значи ти треба да ми одбереш која тебе ти се допаѓа повеќе. Добро. Дали според незиниот карактер, ако ја познаваш приватно или па можеби телевизија, небитно,
Дали ти се допаѓа повеќе кај низината енергија, низината човечност, или па не знам, некој друг X фактор кој што ќе го одлучиш, нели ти. Идеме вака. Драгана Спасовска или Елена Ѓорговска? Ова е лесно. Елена Ѓорговска. Да, зашто? Затоа што ми е пријателка пред се. Ја знам лично и многу добра особа е, добар човек е и многу ја почитувам за тоа што е многу храбра и не се плаши од нови предизвици, нити имаше изјави на телевизија кај што многу луѓе скандалозни изјави. Да, скандалозни изјави. Девојчето ми е многу симпатично, баба, кјут ми е. Поздрав до Елена. Али она знае што е шоу бизнис и ја поздравувам, поздрав до нејзе, само нека продолжи да гази. Одлично, продолжуваме понатаму. Моника Станојкова или Драгана Спасовска? Чекај се, Моника Станојкова, не знам за која се работи. Моника Станојкова моментално е најпопуларното име во Македонија. Дај ми малце помош, молим те. Помош беше во Елита, поточно во Задруга, скандалозна девојка, остроумна, секогаш го кажува како исто како тебе тоа што го мисли, гласноговорник. Добро. Дали ти овие асоциации ти помогна? А другова која беше друг? Драгана Спасовска. Истата од Истата со ова старлетата од Дубај. Па да. Да, па ни една од тие двете, искрено. Зашто? Не, ни една не. Кој е твојот став за Драгана Спасовска? Па немам некој специфичен став, мислам дека е многу глуп. Имав коментирано на некој стори, нешто имаше пишано на англиски, ама не и беше коректно напишано као демек и јас си напишав као избриши го, напиши го така, не ти е добро напишано. Што напиша како Не се сеќавам брат, пошто тоа е може да има година дена и поише и мислам дека тоа многу ја изиритирало сигурно или ја знаеш како демек се осетила глупа и сори, ама немој да пишеш англиски ако не знаеш да збориш англиски, мислам глупо е. Пиши на македонски боле. Или да, може би знае арапски. Може би, нека пише на арапски. На арапски не можам да ја коригирам пошто не знам арапски, али ете на англиски морав да ја кажам пошто е холивудска звезда сака да биде, а у Холивуд не примаат без англиски јазик. Не знаем дека Драгана не знае англиски, вака никој што ја приметира, добра, нема врска. А Моника? Брат, не ја знам искрено, не ја знам и не можам ништо да кажам за нејзе. Не ја пратам, не ја следам, не сум лик што гледа Елита и Задруга, пошто сматам дека тоа те оглупува и луѓето што идат таму не ги мрзам, али едноставно не ги почитувам. Јас сум уметник, не сум шлям. Апсолутно, ти си одличен уметник, но поздрав до нашата Моника, Моника ми е супер. Поздрав до нејзе, ништо негативно, него само го изнесувам својот став. Така, одлично. Секој си има право на свој избор у животот, што сакаш да бидеш. И право на свој став, така да затоа и право на свој став, да, апсолутно. Марија Плевнеш или Мија Костова? Чекай, Марија Плевнеш е Ля Франш или Марија Плевнеш е да, чекај, ја гледам, ја објавуваат на Мода и Елита често и се смеам брат, значи не ги знам лично. Која беше Маријана? Марија Плевнеш и Мија Костова. Мија Костова беше вашата инфлуенсерка, така? Па некоја кратка кариера како водител си има појавувано, но и сега снима нешто. Ја имам, мислам, на Инстаграм и би ја избрал, Мија Костова би ја избрал, затоа што мислам дека е Порке? Па, моје лично мислење од тоа што го имам видено дека е интелигентна девојка, женска жена и мислам дека е добар пример пред се за луѓето што ја пратат. А Мари? Превише ми е онака окей све, ама многу е некако, знаеш, арогантна со тие видеа и со тие, знаеш... Тоа е твојот став за Ля Мари. Малце ми е како глупирање тоа, ама окей, оно си знае. Не, Марија ми е баш онака интересна, забавна, смешна. Поздрав до Марија. Марија Луиса или Кристина Димитри? Па ова е исто лесно. Кристина Димитри. Кристина е една од најпрекрасните пејачки кои сум ги запознал, една прекрасна личност. Кој е твојот став за Кристина? Се сложувам со тебе, она е супер и
како карактер и како особа. Јас имам запознаено уште од 2019. Не, уште 2019-2020. Тоаш беше се уште само манекен, модел и снимавме спотови заедно и имав прекрасно искуство, значи професионална пред се ги направивме спотовите баш како што замислував и уште тогаш имаше некој муавет помеѓу нас за да правиме некоја соработка заедно, музичка, пошто таа ми каже дека планира да се впушти во пеење и реално јас ја поддржав и кажав тогаш дека има предиспозиции, дека стварно ја бива за да биде за пред камера едноставно за да биде пејачка и за да биде артист и ете потоа после не многу време после тоа почна да вади песни, спотови, ја гледам дека се проби доста у Србија со српски артисти и супер, се најдобро би посакал, еве ќе кажам, може дека да има некоја соработка помеѓу нас двајцата. Тоа едва чека. Да, тоа ќе биде многу светско нешто ако се деси, мислам дека има многу големи шанси да се деси, така да ќе оставам, времето ќе покаже. Мои драги пријатели, мој драг пејач Старбо и мојата драга Кристина Димитри дует, тоа ќе биде на вистина рај за секое око кое ќе го гледа тој спот, а и таа песна. Марија Луиса, кој е твојот став за таа иста така пејачка, уметничка? Уметник? Не е мој стил на музика. А ти и дале причи свима какво тело? Не, окей ми е, знаеш, јас некад со друштво или српската музика е околу нас на секај, не можеш да ја игнорираш или да ја избегнуваш, пошто ќе треба сам да живееш. Али не е мој стил на музика едноставно. Јас сум поише за урбана музика, за рап, поп, не знам, секоја друга музика освен таква турбо фолк музика. Став за незиниот карактер, личност? Па не, јас знам лично, не можам да кажам став. Не сум ја запознал, така да од музички аспект го искоментирав тоа што можам да го кажам, а за другото Ни Моника не ја запозна Станојкова, но еве ја ставив како дел, како поранешен или учеснички во таа задруга која што е многу популарна во моментов, а поранешен учеснички од Македонија, Тара Симов или Моника Станојкова? Кој е ова Тара Симов? Тара Симов е управител на Hype TV МК, поранешна учесничка во задруга, да речеме дека инфлуенсер. Па ниедна, затоа што ако е поранешна учесничка на задруга, не би да ја одберам. Ова не би управител на Hype или? Боле да не земам ништо отколку да земам нешто што не валја. Голем аплауз за нашиот Старбој. Во секој случај зборувавме за многу атрактивни, згодни девојки. Еве кога сме кај оваа тема, морам да ти го познам следно прашање. Како стоиш со сек во Франција барем? Добро е. Кои женски се позгодни, македонките или французинките? Па позгодни. Македонките се позгодни дефинитивно, ама се и многу подигнати. Арогантни? Да, арогантни и онака нафурани, али мислам дека е превише тоа, треба малце да се опуштат и да се спуштат на земја, да се нормализираат. Што би им препорачила? Еве оваа камера е твоја, ова е твоја, која сакаш одбери си. Еве твој совет како искусен човек кој што и бил со многу девојки, на пример од Европа, од Франција, кој е твојот совет за македонските девојки? Да се понашаат само нормално, ништо друго, знаеш, пошто мислам, да знаеш дека си убава, ама да мислиш дека некој сега ќе трча по тебе и не знам, машкото да флертува и прво да почне и ова и она, али мене, например, искрено ме иритира кога ќе флертувам со некоја девојка, ќе нема никаков фидбек или ќе биде у фазонот као демек се прави дека не те познава, не те гледа и така натаму. Значи, одма ја пречкртувам, икс и ставам, па најубава на светот нека биде, знаеш? Апсолутно. Затоа што сум запознал милион убави девојки у мојот живот и најдраго ми е кога ќе запознам девојка што е убава и што е нормално у исто време што си ја знае вредноста. И ако и се свигаш, ќе ти пристапи нормално, ако и пристапиш, ќе прави муавет со тебе, ќе ти даде број, ќе отидете на вечера, на ручек, било каде, ќе се понаша нормално и све ќе биде окей, ќе биде кул. Апсолутно си оправо и на вистина се надам дека твои совети ќе допрат до ушите на сите млади девојки. Сега,
Пред да пееме на прекрасна песна која што е твоја омилена, Која? нема ти кажам. Go fast. Послушам, викам, нема да ти кажам. Нема да ти кажам, па ќе ти кажам go fast. Сега сними. И дол ми е, ама go fast, не знам, некако стварно тој ми дава таа мелодија адреналин. Ама кога сме кај адреналин, дали ти имаше некој адреналин во тебе кога те запре полиција во Париз? Дефинитивно да. Што се случи? Да, дефинитивно имав адреналин, па бев на журка, пуштавме музика, тоа го имам кажано више емисија и ме запреа со алкохол, под дејство на алкохол бев. Колку испи? И настана фрка невидена, од невидени размери, значи јас не можев да верувам што се случува. Колку испи? Не се сеќавам, бевме Дарко Лазич настапуваше и журката беше предобра, значи се опуштивме малце поише од што треба и на крајот се заврши така што јас завршив у затвор некој 15 сати бев таму затвор. Добро. Али добро ме пуштија, после све беше окей, зимање телефон на мајка ми произвонам, не се секирај, добар сум, сега ќе се видиме. Чекај, ти возеше? Да, јас возев. За жал, обично не возам кога пијам алкохол и не препорачувам на никој, не возете. Добро, Дарко Лазич нема возачка затоа. Не возете, ако пиете, тоа ви го препорачувам јас. Јас сум направил грешка, али луѓето што не гледаат нека не ја прават истата грешка, затоа што се ставате во ризик прво себе си, а потоа и другите што се на патот. Овој твој совет најмногу ми се допадна. Starboy само за вас, предани запее песна, ќе ни открие какви планови го чекаат во иднина, односно какви нови музички проекти тој нас ќе ни израдува. Па имам некои нови песни сега што ми се снимени, имам еден спот што ми е више готов. Сакав да го пуштам сега додека сум тука во Македонија, али превише ми е напнато и немам толку време. Така да, најверојатно ќе биде првата недела од септември или втората недела од септември, кога ќе се вратам у Париз. Една многу убава песна. Ќе можам да ја најаваме сега тука како премиера, се вика Чувај се сине. Интересна порака, убава порака е, значи посветен е за еден мој другар што моментално е у затвор и му посакувам да испадне што побрзо, затоа што многу ми фали и многу го сакам. И така да ќе ја чуат сите пораката во песната што ја праќаме. Бидете добри и не правите глупости. Бидете добри, не правите глупости, уживајте со нашата емисија. Имаме навистина многу богата програма, како што имаме и уште побогата програма на Прва Скопска телевизија. А сега е вистинско време, светска премиера Starboy Go Fast. Мотоспорт, автопат. Додај газ, само додај газ. Додај газ, само додај газ. Додај газ, само додај газ. Додај газ, мотоспорт, автопат. R6, R-Kec, Mercedes, BMW, X6. Нов ден, топ 10, мотоспорт ти е нов тренд. Од Велес па до Сан-Тропе, од Париз до Марсеј. Ројал ти е бренд, а Starboy ти е феномен. За сите млади и луди, за сите брзи и бесни. Во секој клуб нека рокат сега нашите песни. Знај дека ГП-кот е пуна робата. Нема баркот, нека мислат јас сум луд, али никад нема у банкрот. Денес сме у Санторини, а утре Монте Карло. Вродени манири, крими напредили Андијамо. Менталитет на поли, брзо движат фантоми. Нема никад да не бутнат џабе, прават напори. Додај газ, само додај газ. Додај газ, само додај газ. Додај газ, само додај газ. Додај газ, мотоспорт, автопат.